што видовме еден амбиент, видовме што значи не бирање на средства да се дојде до финале. Еден гест кога видов да на гостот, на гостинскиот борач не му даде вода да се напија, му беше тешко. Гледав што значи тоа, ние тоа никош не го применуваме и така беше корисно, али со едно големо изненадување затоа што јас ги знаев на 74 кг нов борач настапи овде, на 90 нов борач, ние јас рачунав во тие две со туж да победиме и некои калкулации така натаму. Турскиот поикратен шампион дојде со првата репрезентација на Турција. Видите, после јас Маđарска, ние кога победивме, викате како дојде финалето. Јас одма со еден факс на француски и на англиски го доставив до ФИЛА, до председателот на ФИЛА, Милан Ерцеган, до Европската организација, до господин Ценов, до подпредседател на ФИЛА, Михаил Биро, до сите органи тела. Ние сакаме да бидеме домаќини, нудиме 5000 публика, гостопримство, Б категорија, хотел, сето тоа, приеми. И добивме факс од председател на ФИЛА дека се доверува на вашата земја, Република Македонија, да бидете домаќини. Јас како председател на федерацијата, не субјективно, него објективно, најспортски град моментално према жител е Радовиш и кај што срцето на борењето Радовиш, без размислување, без управни одбор, да го викам на Сојуз на бороспорта на Македонија, свикав конференција, само се консултирав со председателот Сусинов и со директорот Гаврилов, со управата дали сме спремни ние, иако ние Радовиш со задоволство го прифатија и го доделивме да бидеме домаќини и мислам да во тоа успеавме. Иако беше големо изненадување и големи реагирање имаше од повекратниот шампион тедаш од Турција, зошто во Македонија и така. И јас дури бев изненаден и пријатно се осеќав да една Турција, спортска нација, велесила во секој поглед, да прибојава да биде финалето во Радовиш. Кога се они шампиони, светски шампиони за 94 година како репрезентација. А нивната репрезентација во овој клуб. Впрочем, тоа е чувството големо, знаеш, како одеде мал, се плаши голем. И јас не случајно викам, нема мала и голема нација или мала и голема држава. Има мало и големо срце, а ние го имаме големото срце. Впрочем, турците исто така држеа во тајност кога ќе стигнат некаде до вторникот, не се ни знаеше, немато официјално доаѓање, наидоа на еден навистина гостопримлив начин, беа тука примени за македонското, посебно за Радовишкото гостопримливство и работата на Боречкиот клуб Бучи Мјак и управниот одбор. Бе навистина сите пофалби и честитки. Тие допатуваа, беа добро сместени и веднаш има возможите да имаат простор и во салата да користат кога ќе посакаат тренирите да бидат со сите тие нормално пропратни работи, но дојде она сабота веќе во 18 часот, односно 17 часот и 30 минути, капиите отворени беа некаде околу 16:45, бидејќи јас бев на лице место. Во 17:30 вриеше некако во кошница, јас тука веќе немам израз. Што да кажам, беше полно организирано, полни трибини и почна оној спектакл, она културно-етничко забавна програма. Вие некаде околу 18 часот и 55 минути влеговте во салата заедно со високоценетите председателот на Европската федерација господин Михаил Биро и Цено Ценов, односно подпредседателот на ФИЛА, се извинувам, и Цено Ценов, председателот на Европската организација, и тие за момент, барем по моја изгледа, импресионирани од сето тоа што го гледаа во салата. Ваш коментар за токму заводот пред почетокот на борбите? Јас бев со господата прав господин до првата борба, али еве јас се извинувам пред спортската јавност, ако нека им биде лично замерено, кога е во прашање титулата, кога е во прашање моралот на борачите, не можам да бидам мирен. И се извинув и на председателот на Европската организација, господинот Ценов, и на подпредседателот на Светската борбена организација на Михаил Биро. Господо, јас сум овде покрај председател и спонзор и навивач и се, и така да они ми го примеа тоа извинување, што бев малку темпераментен, али верувајте, тоа не беше некако злонамерно, него тоа беше во тој жар за победа, принципиелно беше моето реагирање до борач, до тренер, до тоа она, затоа што знаев оти секундата одлучува, поенот одлучуваше моменти во тоа време, затоа што не беше се исто дали ќе биеш вице шампион на Европа, веќе бевме месец дена вице шампиони, веќе со ова признание се соживевме и ни беше интересно само шампионската титула. Јас, Михаил Биро, подпредседателот на ФИЛА, кој 35 години е во овој спорт
и најверојатно после господинот Милан Ерцеган ќе биде и председател на ФИЛА. Најверојатно тоа е моја лична прогноза, поаѓа како се одвиваат стојбите, беше воодушевен. Зарем вика тоа можно. Тоа го видел само во Америка, сега на светското првенство, во Германија и во Индија. Вика, таков амбиент не сум видел. Господинот Цено Ценов ми рече, вика, господине Чифлиганец, после победата, вика, ова е, вика, најголем начин, вика, типичен пример да го покажете националниот понос, македонштината на таков спортски спектакл. Вика, со толку број на љубители на спортот, со такво навивање и на крајот да кронисате со победа, да победате на велена сила, тоа е големо признание не само за борењето, не само за спортот и за македонската нација, односно за сите граѓани на Република Македонија. Поносен е секој граѓанин без разлика на нацијата, кој ќе иде во свет ќе каже како спортот, а ние Македонија, нема да каже Македонија, него ние Македонија сме шампиони во тај и тај спорт. А во спорт, кој јас реков по кој зна кој пат, е стар како човечкиот род. Постојал спорт овој кога државите немале имиња, а такмичи немале. Разлика. А сега нас се прашуваме дали не викат Република Македонија така. Не случајно јас реков ние сме златна Република Македонија. Затоа што во еден ценет спорт, в конкуренција да граѓанот на Македонија биде шампион, тоа е голема работа. Република Македонија да биде голема. Тоа е голема работа. И верувајте, во Америка има обавезен час по борење. Во Германија има обавезен час по борење. Во Швајцарија има обавезен час по борење. Не случајно. Затоа што одат сега овие нации развиени, не само здраво тело, здрав дух, него нација со борење, викат здрава нација, нека ми извинат гледачите, здрави мажи, вика и здрава нација. Американците се први сега во борење во светот. И така да борењето е еден те како респектиран спорт во светот и мислам дека низ тоа се еден национален понос, еден државен понос треба да се гради. Доста не имавме комплекс како граѓани на оваа Република Македонија, се не сакам да се издвојуваме едни, други, дека не можеме до некаде да достигнеме. Преку типичен пример на Бучи, јака, преку типичен пример на спортот, дека ние сме луѓе, дека сме ние граѓани, дека сме достојни со се да се бориме. Ако можеме ние да победиме една репрезентација како што е Турција, како што е Италија, како што е Франција, како што е Унгарија во нашата група, како што е Русија, Ерменија, мислам дека граѓанот на Македонија има поголеми достојни него самите што мислиме, а да не кажам и други што мислат. И така да и затоа беше мојата желба да бидеме европски шампиони. Јас не случајно овој постер што го гледате. Мора онај Радови Скопје ќе бидат со сите метрополи европски со постер од повеќе илјади тираж, десетина илјади тираж ќе биде испратен во Австралија, во Канада, во Америка. Секој македонец, секој граѓанин на Република Македонија што живее надвор, треба да го има и оздоле ќе пише златните момчиња од Република Македонија. Во спорт кој постои како човечкиот род. Па тоа е најголема пропаганда. И со тоа и ние добиваме еден морал како граѓани. Знаете, јас кога гледам овие момчи кои се борат, и јас добивам поголем морал. Кога гледам овие љубители на спортот навиват за борењето, навиват за тој зоној, и јас имам поголем морал да постигнам подобри резултати на спортот, на стопанството, на културата и така. Се е тоа еден принципен дух над преварување за подобар резултат. Јас го тоа така гледам. Поголеми амбасадори Ми рече Ценов, вика, со целосен респект и према вашите дипломати амбасадори, али за ова сите ќе знаат. Поголеми амбасадори во моментот на Република Македонија би рекол и нема од златните момчиња на Бучи Мјака. Како ги преживеавте самите борби, како се чувствувавте? Почетокот беше одличен. Анчев направи, би рекол, вистинско изненадување, бидејќи неговиот противник Топакташ беше наистина многу јак. Можеме да гледаме моменти од таа борба. Но Анчев успеа во продолжението, иако имаше негативен поен, водеше турскиот борач, со оној зафат освои 2 поена, сега токму ќе го видиме и тој зафат ја запали просто спортската сала. Тоа во секој момент го очекував, затоа што знам Анчев што носи, што не носи. Замисли ова каква е навивање и замисли сега да бидеш ти ладнокрвен, да седиш на масата со функционерите од ФИЛА, од Европската организација, да пиеш кафе и кисела вода и да коментираш и на крајот да изгубиш. Ова фешта личи само да се користи со шампионската титула. Јас така го чувствував и целиот се претворив во една енергија што во тој момент е поседов. Јас 2,5 сата бев во движење.
Јас сега овде не седев, пак бев во движење. Видите какво реагирање, мислам. Јаков Топус, тој е тренерот на Добро, знаете како кој се лути. Шампионатот, кој губи, има право нели да се лути. Иако очигледно беше дека го удри со глава во овој момент, се види на снимката, не знам што бараше. Во секој случај Анчев доби многу важна борба. Па Анчев беше одлучујучи, иако пред борбата имаше болови во стомахот затоа што повеќе кила си мнуваше, али он успеа да се само требаше сега да го дисквалификуваат затоа што за тој момент зборов. Али добро, тоа е, видите, судиско обидување затоа што една спортска нација е во борењето Турција и мора да се респектират. Немојте да го забораваме, ипак они се вели сила во спортот. Јас реков да бидат они домаќини на светското првенство во борење, дадоа огромни средства на ФИЛА, а ние домаќини сме сега на овој куп на европските шампиони без еден денар, без една марка. Ова е фешта кој луѓето би дале милиони марки, а Бучи, спонзорот единствен во овој момент и по овој година назад, не даде една марка. Тоа може слободно да се исконтролира во книгите на благањникот на клубот. Ниту пак во федерацијата. Потоа следува оние борби за кои иако имаше пораз, многу важни поени се освоија токму во борбите што ги губевме, да речеме. Каладжиев освои позитивен поен, загуби 3-1. Каладжиев се изворедно избори, да знаете. И 20 има во Танчев се изворедно избори и Спасов се изворедно избори. Они успеа. Знаете, земовме ние 7 поена. Затоа беше нашата заложба. Не, ако се изгуби, да се изгуби со 3-1. Ние знаеме каде да ни са 12 поена, каде ни са 7. Ние знаеме поти со 19 поена ќе бидеме европски шампиони. И јас во една прилика реков, 1 до 2 поена ќе одлучи или за ова или за она екип. И можеше да биде 18-18 да одлучише туш позиција или повеќе поена. И би рекол и Димков имаше можност да освои поен, но ете едно. Добро, и Димков се добро избори со 3-0 изгуби, така да. Впрочем, до тие борби немаше воопшто туш, како што немаше воопшто на сите борби, 10 борби. Видите, тоа беше финале на финалињата со децении. Јас верувам дека такво возбудливо финале нема да се случи во ниеден спорт. 2,5 сата борбите трае, неизвестно сте. Видите, тоа е голем клуб Тедаш од Турција, со целосен респект. И покрај тоа што ги ние победивме, и тоа чисто како солза, да знаете, нема никаков сомнеш овде, затоа што имат квалитет, затоа што на 74 кг, кога удри со глава верхушин, ако се сеќавате на таа борба, ако судијата беше принципиелен, ќе го дисквалификуваше, немаше да беше победата со 3-0, ќе беше со 4-0. На 90 кг, кога не се поздрави нивниот борач, право е напуште арената. Тоа не беше 3-0, тоа 4-0, право са тоа 2 поена и ние бевме шампиони. Али знаете како, јас реков, и судиската тројка имаше целосен респект и према нас, а посебно према повеќе шампион. Да не биде, еве, судите одлучија тоа. Иначе можеше уште 2 поена со глава и што не се поздрави овој на 90 кг. Тоа се одма поен казнување. Во секој случај. Али знаете како, и пак се има респект према еден светски шампион, се бореме и така да. Со сиот респект према сите борачи кои настапија во тоа големо европско финале, би рекол шлак на вечерта, барем според мене беше она изворена борба, вие го спомнавте, Гари Модосјан. Да се победи така супериорно светскиот првак, навистина е преголема работа. Дали ви очекувате од таа борба дека токму ќе дојде и ќе може со 3-0 да го освои? Знаете што, јас во управата на клубот има кои го знаат борењето, помалку, повеќе. Јас се сматрам од оние вторите, повеќе, затоа што сум бил борец се тоа. Многу луѓе викаат дека Гари убедливо победува со туш и така натаму. Јас сум внимателен затоа што сум еден светски шампион. Али кој гледав дека Гари светскиот шампион актуелен, мислам дека Гари во секое време може технички туш на него да му даде. Гари е еден раскошен борец со неговите 21 година. Јас ве велам, Гари и сите момчиња таму, некој повеќе, некој помалку, али он е прав уметник на струнјачата. Јас да се гледа борење, да се гледа лизгање, јас би рекол иста уметност има и во борењето тоа Гари што го правеше. Кога сакаше поен, неговите движења, како са, радиусот на движење, како е тоа, мислам дека тоа е прав спортист и јас верувам дека он за брзо време на наредното европско првенство ќе се наќете со златна медалја и медалја од Олимпијата. А јас би сакал тоа да ги носи боите на Македонија и како што има шанси. Сега јас имав намера покусно да ја прашам последното нешто што ни Здравје Јас почнав да те читам, господине Видов, така да не само тебе. И спортската чаршија
зборува дека гајте Гари Мадосјан можеби ќе стане и државјанин на Република Македонија и ќе ги брани боите и на Бучемјак и на македонските. Ние имаме желба овие златни момчиња од Русија да бидат и наши борачи државјани на Македонија во колку тоа успееме, затоа што поединци искажуваат желби да станат за стално во Радовиш. Ние ќе настојуваме да бидат наши борачи и понатаму, и тоа државјани на Македонија, и да учествуваат на Европското првенство и на Олимпијата. Сега ќе речат граѓаните и љубителите поединци, зошто така, видите што е тоа публика. Тоа и сега да не биде хронично со шампионското. Таа публика дојде да го види овој куп, овој златен. Ќе речат зошто така. Грција е појачена со руски борачи. Американците исто така се германците исто така. Медалјата кога се освои се носи заставата на Македонија, грбот на Македонија, така да и тоа е понос и за Македонија да еден странец се боре за нас. А со теко на времето ќе се изградат и наши спортисти, наши борачи. Само нивното присуство што беше во Радовиш и меѓу публиката, видите што е тоа. Тоа е. Видите како е Гари граден, видите што е тоа, видите со каква снага, со каква уметност, не е само снагата во прашање. Видите како он го еден физички јак борач, веќе тука законите на физиката ги применува, не е само тоа снагата. Еве сега он нема цел да го обрне, него да го измори само, да биде изнемоштен во наредот. И во тоа успеа. Не, тоа е еден раскошен уметник, јас не би рекол. Тоа е прав уметник што... На негова страна се рекол и годините, тоа е непомивајќи. 21 година има полна и не е перспективата пред него. Би посакал секоја репрезентација, Америка, Германија, Унгарија, Турција. А јас верувам дека ќе го видиме на наредното европско првенство. Верувам, одново види како кога треба да биде уметник, кога треба да биде мачка, како го фати за новото. Не, то овде е доволно да го измори. Видите што е тоа, видите. Ова е нешто наистина невозможно што го прави. Истинска уметност. Тоа како да има во главата компјутерче мало и тоа му е програмирано и така работи. Ова се гледа, би рекол, еднаш во многу години. Сега се прашуваме кој е светски шампион. И може некој да стави дамка на оваа победа, на овој амбиент. Не може тоа. Во никој случај. Златните момчиња се златни. Верувам дека имавте многу интервјуи досега е петок, но пак ви запишал како чувствувате во моментот кога гонгот означи крај на борбата помеѓу Вучков и Махмуд Демир, и Вучков издржа таму. Вучков испадна голем спортист, големо спортско срце, а ме радува што мојата стратегија преко примерот на Вучков успеа. Кога се враќав во Унгарија му шепнав само, он се расположи во авионот со љубителите на вивачите пие на некоја виски, викам Данчо, на што тоа личи, ти спортист ли си или навивач или што? Вика, јас сум навивач, вика, не сум јас спортист, вика, овие се борачи. Викам, Данчо, ти како и секојаш, викам, во најтешките моменти одлучуваш, ти најверојатно во финалето ќе настапиш и така те гледа. Стварно ли, викам, стварно. И он месец дена се припремаше и успеа. Од него баравме само да биде 3-1. 3-1 и успеа. Во тоа беше многу мудар и ми е драго што... Но во тие моменти со 3-0 да загубеше 18 спрема 17, европската титула остануваше во Радовиш. Ако беше 18-18, беше они беа европски шампиони. 5-5 беа они од повеќе причини. Кога на прашањето како се чувствувате, јас би сакал да кажам, имав една изјава, ако бидеме европски шампиони ќе се откажам од спортот, од борењето, од причини затоа што многу енергија трошам и време и се тоа, и се многу возбудувам што не би требало да биде така, али ето тоа е. Али откажувањето, еве, према себе се извинувам што сум лажил, не се откажувам од борењето, али морам да кажам дека тоа ми е најдрага победа, најголем успех, како еден од актерите многобројни, затоа што тоа е успех со младите, успех со народот, успех на нацијата. Сето она што сум го постигнал во животот, за мене лично ми е најголемо задоволство, затоа што тоа е успех покрај успехот на клубот и ние како актори на Радовиш на нацијата, и ова не се заборава. И оваа радост јас не ја криев отворено, затоа што стварно чувствував треба да бидеш радосен во такви моменти. Затоа што да бидеш шампион на Европа, тоа е голема работа. Да се докторира, ќе се затвориш во 4 зида, ќе докторираш, имаш афинитет. Да бидеш тоа, да бидеш она, сето. Али ова е со народот постигнато, со сите заедно, за државата, за нацијата и така натаму. Ова ми е, го чувствувам како најголем успех
и со ништо не би го менувал. Успехот на Бучим јака силно одекна не само во нашата држава, во Европа и во светот. Ние во средата на нашите гледачи им презентиравме дел од оние стотици и стотици, би рекол, илјадници честитки што пристигна и во вашиот кабинет, во предпријатието, во рудникот Бучим, што пристигна во клубот Бучим, адресирани повеќето и на ваше име, како прв човек на Сојузот на бешките спортови на Македонија. Од тоа не се криеше возбуденост на сите оние кои го честитаа тој неверојатен успех. Ваш коментар за сето тоа? Па јас одма ги примив шампионите на Европа, како е приемен со совработените на Бучим, што личи и така, знаете, веќе во Европа одеме малку, треба малку и одности да ги менуваме. Ме возбудија многу телеграми, многу честитки, например, Радовишини кои излегле од 50-55 година, кога не сум бил роден, кога тие спортски шампиони златни не биле родени. Добиваме че се од еден Миле Гавритов да ја прочитате честитката, сигурно човек ќе заплаче. Нашиот стар Радовишанец во Скопје, од многу, од Ципушеви, од Охарови, од многу сега Арсови, да не ги сега споменувам, и ги има многу, кога од стари жени, кога ми се јавуваат телефонски со плакање, ја честитат со им и така на тоа ти дава една поголема обврска. И сега ми некој вели, повеќе се помири се, како ќе се помириш кога народот се забава, кога народот се е поносен со успесите на борачкиот клуб, со успесите на државата и така натаму. Во тај смисол немам зборови и воопшто не се жалам што сам изгубил онаа психофизичка енергија и време и живци се тоа, затоа што народот го тоа цени и јас како што го ценам, и радостите и успехот ќе биде се поголем како времето ќе одминува. Но сепак едно подпрашање би рекол, како успевате да стигнате, бидејќи вие сте актуелен пратеник во Републичкото собрание, претседател на Сојузот на бешките спортови на Македонија, од каде се таа енергија да го постигнете се во ова? Јас во една прилика реков на македонска телевизија на Сител во Скопје, мислам дека ние сме една локомотива во спортскиот колектив и во Бучим како предпријатието. За моја среќа што сум јас една снажна композиција на снажна локомотива и мислам дека во една голем тим кој работиме, секој си е знае задачата, во тај мозаик на ангажирање на успеси, секој има свое место и не патиме од комплекс дали некој ќе биде овде, дали ќе биде горе или некој ќе биде на врвот. Времето е такво, некој мора да биде на различни места и за секој има место во успехот и во неуспехот. Што се однесува до успехот, морам јас да се заблагодарам и на мојата фамилија, на мојата сопруга и на моите деца, што јас немам време за фамилиарен живот, не знам викенд, не знам тоа, а посебно во последните месеци кога се бориме во купот на европските шампиони. Тоа не сакам површно свате, кога бев во Унгарија 2 дена, кога бевме, ги поведов и моите две ќерки и сопругата, и кога јас околу Калајчиев, Танчев и Соколов ги терам да масирам Владче, Тонче, Васе, и децата мои рекле и на мајката и мама, тато повеќе ги сака борачите него ли нас. Замислете каква е тоа трагедија да децата. Али јас во тој момент мислев дека подобро да бидеш со спортистите, со борачите ради моралот, не и ќе има време за се. Стално викам ќе има, се помалку има време за фамилиарниот живот, за приватниот живот, него али кога има успеси и фамилијата и останатите не ти замеруваат. Сигурно господин Со еден целосен ангажман, со едно знање, умешност, мудрост, мислам дека секој може да има време. Ние рековме дека ова Што викате за пратеник, јас сум пратеник на изборната единица 61 на Радовиш на парламентот и не сакам да бидам јас за се надлежен компетентен. Јас сум компетентен за менаџерството, за стопанството, за бизнисот, за спортот, за науката, за струката, а она што е нешто надвор од мојот домет, ниту па сакам да се трудам. Така да одговарам само на она што сум задолжен од општината, од изборната единица. И во тоа сте забележиле, јас сум активен актер за она што знам, за тоа што сум подковен. За она што не сум, оставам на оне што може да дадат допрос. Бидејќи ова е отворена контактна програма, јас предлагам на само кратка музичка пауза и сите оние верувам веќе многу прашања. После на кратка музичка пауза, почитувани гледачи, ние се враќаме во студиото, ќе одговориме, ќе се обидеме да одговориме на сите ваши прашања. Пред музичката пауза, јас апелирам еве и према граѓаните, ние сме тие што треба овој Радовиш, оваа нација, оваа држава напред, затоа што и друштвото, општеството вложило во нас. Јас гледам така смисол на живот, ево сега се ежам. Ако еден Чифлиганец, ако еден Сусинов или други, Гаврилов, Захариев,
Шапов или било кој Андреев, Атанасов, сите интелектуалци во Радовиш, не размислуваме така и некој повеќе, некој помалку размислува, па како можеме да излеземе од оваа неповолна состојба. Јас го така гледам. Мислам дека мора во животот покрај онаа за себе да гледаш онаа што те обкружува, да те запамте народот по нешто добро. А јас верувајте, на било кое место кога ми се даде доверба да сакам да нешто направам со сите соработници. И така да, еве и јас во Радовиш се сматрам радовишанец и било каде што живеам, ние ако не дадеме допринос на кого, светот оде со джиновски чекори напред. Ако ние тоа не го пратиме, ние ќе заостануваме. А таква не е географската положба, при оваа трансформација, при оваа распаѓање, ние мораме повеќе да се залагаме како би можеле развиени од света Европа, не само преку спортот, преку стопанството, преку науката, преку струката, преку културата, уметноста. Вие знаете многу спортски манифестации, културни манифестации, научни манифестации на ниво на општина, на ниво на република, на балконот. Европа ние поддржувавме. Не случајно ние бевме пред месец дена спонзори на Балкански симпозиум за една наука за припрема на минералните суровини, спонзори како Бучим, главни актери. Од Бучим имаше 10 инженера кои имаат трудове. Така да не е само спортот или добри производствени резултати. Ние даваме допринос како би можеле да се приближуваме кон развиена Европа. Значи, режија, можеме да место кратка музичка пауза и веднаш се враќаме во студиото, почитувани гледачи, да одговориме на вашите прашања. Чиев од Радовиш прашува: најпрвен се разбира честитка за освоеното златно финале и прво место во Европа. Неговото прашање е: колку се финансиските трошоци за освоеното прво место и колку е наградата од ФИЛА? Јас реков дека она што се случи во Радовиш за купот на европските шампиони, тоа е најевтината инвестиција во спортот во свет што се е случила, а да дојде до европска шампионска титула. Јас морам да кажам, наградите беа по 1000 марки, 500 марки беше со италијаните, со унгарците беше по 1000 марки за русите и за нашата иста награда. Обеќав дека ќе биде наградата поголема за купот на европските шампиони. Видите што значи спортистот Русија. За победа и за шампионска титула беа 5000 марки, така беше по 5000 за победа и ако победеш и шампионска титула ако освоиме. Денеска кога и рековме дека ќе ве наградиме, вика ние бевме договорени за 2000 марки и по 2000 марки зема. Се, за шампионска титула русите земаат по 2000 марки и победија и шампионска титула. Така беше договорот, 1000 марки и плюс 1000 марки премија, 2000 марки. Едно по-долго прашање би рекол, голем најваж. Јас да ви кажам дека поевтини нас русите се поевтини неголи нашите борачи. Мислам со респект, затоа што дојдат без тренези, без тоа, без плати, без тоа, без тоа, така да тоа е најевтина инвестиција што може да биде. Голем највач сум на брешкиот клуб Бучим Јака и во оваа прилика на борачите, лично на вас и на управата ви е честитам освоената титула шампиони на Стариот континент. Во принцип сум приврзаник за честноста во спортот и ферплей борба. Во таа смисла револтиран сум од неспортското однесување на тренерот Јакуп Топас на Тедаш од Анкара, како и на грубото и неспортско однесување на противниците на Васа Спасов и Валери Верхушин, кои заслужија дисквалификација. Меѓутоа лично сметам, а тоа го потврдуваат голем број наши суграѓани, дека пред тој меч за време и на мечот постоја игра надвор од душикот. Во категоријата 48 килограми очевидци тврдат дека во мерењето бил Златко Соколов, а се борел Тони Анчев. Во категоријата на 100 килограми никој од нас гледачите не виде бодови за Вучков, а тој сепак доби 2 поена. Ве молам вашиот коментар. Господин Несер. Господо, јас ќе ви кажам, прв пат во историјата на спортот на борењето се снимаше и се фотографира секој борач. Тони Анчев е фотографиран на вагата. Калаџиев е фотографиран на вагата. Танчев и сите се фотографирани. Светскиот шампион Демири Махмуд, он фотографо ги снимаше и снимката. Изволте, нека се тоа покажа. Јас се прашувам на гледачите, на 57 кила кога се бореше со нашиот Танчев, нивниот турски шампион. Изгледаше како 70 кила. Зошто нашиот тренер не реагираше? Това е факт. Видите, тоа се многу ситни математики и провокации. Затоа што сега може, не може, там, како можат сега они да си го оправдат својот пораз пред европската и пред собствената јавност. Да изгубат од Бучи 5-5, односно 19-17. Тоа е голем пораз за турското борење. А они, пошто тактички не ја водеа добро борбата, односно што ние имавме силен состав, беа поразени.
уште 5 пати да се бореме надвор од Турција, со тој состав ќе изгубе турскиот шампион. Господин Тунџев Глигор, најпрвин честитки. Затоа што судијата ги толерираше, јас реков, на 74 кг требаше дисквалификација и на 90 кг требаше дисквалификација. За Вучков имаш тука прашање. Така да немојте по такви провокации. Еве сега ќе ги видиме и златните 2 поена на Вучков. Затоа што он мајсторски ги зема тие 2 поена. А не го видовте тоа. Тоа е при Ауфрайзерот таму. Режија. Добро, сега малку добро. Не се гледа тоа. Вучков се избори многу добро. Него Махмуд Демири, да еден актуелен светски шампион, кој тренира, а Вучков не е тренирал 5 години. 5 години, он друго 20 дена, што се малку загреваше лево, десно, што даваше морал. Види го како да е Вучков шампион. Така да и да изгубеше Вучков и 7-0 и 8-0, пак бевме ние европски шампиони. Еве и да се двата поена сумнителни. Во тој смисол нема, мислам да... Имаме гледачи на линија, па би можеле... Да. Добро вечер за кого? Повелете. Ало? Ало? Катерина и Миле Парталов од Радович. Повелете. Като Ванчо Чифриганец, Благодарам. целата екипа на Кобра, Благодарам. само толку е прашањето. И им пожелуваме успех и понатаму во борењето. Господјо, не само борењето, во се мораме да одиме напред. Во се, да. Во се, со сите вас заедно, така да не бодрете принципиелно, кај што грешиме ќе укажувате, али само напред, назад нема место. Напред и се најубаво. Благодариме фамилија Парталови. Парталови, да. Ви благодарим. Ние да продолжиме најпрво честитки за освоеното прво место. И тоа е голема врска, видиш, се јавила господјата така да се радува со нашите успехи. Господин Тунџев Глигор вели имав можност во Истанбул да дојдам до нивни вестници од понеделникот 30.10. во кој се изнесува се најлошо за нашиот град. За лошиот пречек и многу малверзација околу финалето. Ве молам ваш коментар. Верувајте, слушам дека имале лош смештај. Ние напишавме дека хотел Панорама, Б категорија, двокреветни соби, еднокреветни соби, со туш, со купател, со се. Нема, значи пречекот е хотелот е добар. Пречекот ги пречекавме, ги примивме во Бучин, во Голдмак, сакавме и самите борачи да ги прошетаме, да ги видат Радовиш, они одбија. Прием беше кај подпредседател на собранието на Република Македонија, они не дојдоа. Не знам што е лошиот пречек. Манипулации. Они бараа мерење да биде од вечер, утре да се борат во 14 часот. Како можеме ние да прифатиме да биде во 14 часот борбата, кога телевизиските камери, гости се е закажено во 20 часот. Така да нема место. Они добиле од некој подпредседател на некоја комисија дека ќе бидат 2 финални средби. Финале во било кој спорт се одржува една финална средба, а ние имавме факс, потврда дека сме домаќини на купот на Европска шампиони на финалната средба единствена. За нас е тоа закон. Да. Коцев работен во Бучин. Има 2 прашања. Дали бевте посреќен кога ги победивме Чепел во Будимпешта или кога докториравте во Белград? Тоа е првото негово прашање. Јас реков, најсреќен ден за мене, за Радовиш и за нацијата и за државата тој ден. Јас го одговорив веќе на тоа прашање. Тоа е најсветлиот ден и најобразувачки за мене. И тек сега гледам оти поддршката што ја имам, сум ја оправдал на ова. Второто прашање токму во контекст на ова, од истиот Коцев работен во Бучин, што во животот не сте успеале, а сте го имале зацртано. Поздрав и честитки. Добро, мислам дека како човек со моите 39-40 години во животот се што сум зацртал, се сум остварил со поддршка на сите околу мене и така да, али на исти начин јас и узвраќам, сакам да оставам трак на онаа доверба која ми се дава. Веројатно имаме уште еден гледач на линија. Ало, добро вечер. Па јас се верувам во тоа, затоа што бев малку и суетен, реков, се што сам замислил сум остварил и затоа се занесував. Ако сум рекол пред 25 години како Бучим да, кога Балканеци го гледав 69-та година, кога се бореше во Купот на Европски шампион, си помислив како Радовишкиот клуб борачите да бидеме ние, како да бидеме меѓу водичните шампиони и така да и верував во себе, од тоа ќе се оствари. Следно прашање, мислам дека делимично одговорите, дали борачите од Русија ќе останат во Радовиш и дали ќе добијат двојно државност? А јас би сакал име и презиме од нашите симпатизери. Па реков јас ќе покушаме да бидат наши граѓани
и да дадат допринос за спортот на Македонија и за борењето. И ново прашање веќе одговорно. Кои екипи досега учествувале во Купот на европските шампиони од поранешно Југославија и Македонија во последните 10 години? Вие рековте дека пред 20 години не функционираше Купот, до сега прва година функционира и за тоа ќе видиме запише со златни букви. Сега интересно. Јас верувам дека нема да ги откажеме за успехот на Македонија, него напротив ќе ги мотивираме. Дали Бучи Мјака е шампион на Европа заради тоа што сте вие на чело, најпрво на клубот, а потоа и на СВСМ, и дали ако се залагате и во некој друг спорт и со тој спорт ќе имаме успех на исто ниво? Народот вика и да биде, треба да личи. Затоа што јас сум бил борач и ми личи најмногу да бидам во борењето, иако реков ние го поддржуваме секој спорт. Пред се шампиони сме затоа што има голема композиција во клубот, во градот и сите љубители и поддршката што ја имат како спонзори од 1000 рудари во Бучи. Во вториот дел прашува доколку работите и во друг спорт, дали ќе се залагате за да на исто ниво? Само можам јас да го поддржувам и морално и во границите може финансиски. Во овој момент не би рекол дека јас не сум од онаа птица селидба. Тешко газам и така да не мислам од борењето да одам, и ако одам од спортот, веројатно ќе има причини да се повлечам од спортот. Друг спорт не мислам, а ќе поддржувам и други спортови. Сега интересно прашање, Ангело Фили.